НАТО донесе историска одлука. Секоја земја членка на Алијансата ќе вложува по 5% од буџетот за одбрана. Лидерите на 32 земји беа едногласни секоја година до 2035 да ги исполнат индивидуалните и колективни обврски кон Алијансата. Генералниот секретар на НАТО побара агресивна реакција на вооружувањето од Русија, Иран и од Северна Кореја. Руте смета дека е неопходно да се инвестира повеќе за да се спречи војна, односно да се добие новата војна со производството на оружје кое го прави Русија. Соопштувајќи одлуката, генералниот секретар порача дека Алијансата е посилна од кога било и одлучна да делува брзо во одбраната на мирот. Генералниот секретар упати благодарност до американскиот претседател без кого, како што рече, немаше да се случи зголемувањето на буџетот на Алијансата. With this plan, allies have agreed to invest 5% of GDP in defense. This is a significant commitment in response to significant threats to our security. It includes at least 3.5% of GDP invested in core defense requirements, a benchmark that until today was set at 2%. A target that I'm pleased to say all allies will now meet this year or have already met. They agreed to boost our defense industries, which will not only increase our security, but will also create jobs. And we have reaffirmed our unwavering support for Ukraine. All of this is crucial. It means that no matter the challenges we face, whether from Russia or terrorism, cyber attacks, sabotage or strategic competition, this alliance is and will remain ready, willing and able to defend every inch of allied territory. Целта од 5% се состои во два дела. 3,5% се основните трошоци за одбрана, а дополнителните 1,5% се однесуваат на надградба на патишта, мостови, пристаништа и аеродроми, мерки за борба против хибридни напади и подготовка на општествата за идни конфликти. Македонската делегација, предводена од претседателката Силјана Скадавкова, оствари кратка средба со претседателот на САД. Претседателката на маргините на самитот имаше одделни средби со колегата од Чешка и со премиерите на Естонија и на Кралство Белгија. Ги изнесов нашите позиции, истакнав дека иако сме мала држава, се однесуваме како кредибилен партнер на НАТО, за разлика од многу други. 2% ние издвојувавме. Се разбира дека донесена е одлуката за зголемување. Се разбира, јас потенцирав дека тоа може да биде само градуелно и дека ние остануваме посветени на обврската, но дека исто така мора да се внимава на моќта, финансиската моќ на државата. Со декларацијата која е усвоена на самитот во Хаг, членките на Алијансата се обврзаа на реафирмација на договорот од Вашингтон. Напад врз една се смета за напад врз сите. Меѓу точките во оваа декларација стои ветување за континуирана поддршка за Украина. Во Хаг денеска најавена е средба меѓу американскиот претседател Доналд Трамп и украинскиот претседател Володимир Зеленски. Трамп ги потврди овие информации коментирајќи дека ќе разговара со Зеленски за очигледното, односно за проблемите со кои се соочува лидерот на Украина. Следниот самит на НАТО во 2026 ќе се одржи во Турција. Миријана Давидовска, Сител телевизија.